Со печено месо направено благо, кифли и салати. Граѓаните спремни да го пречекаат празникот Спасовден, кој започнува од утре вечер. Празникот секогаш се паѓа во мрсен ден, а тоа значи богата гозба, полна маси и наздравување со чаша ракија. Се слави со најблиските, се моли за здравје, а најчесто се вели ако не за друго, пари мора да има за Спасовден. И покрај високите цени, граѓаните не се откажуваат од празничната традиција. Велат трапезата за Спасовден не смее да биде празна. Да, се спремаме за Спасовден и повелите гостите. Па се што дал Господ. Мрсно ли или постно? Мрсно. Се месо, скари, благо, се. Па се има. Сладки. Шишарки има, разни сладки има. Значи чекате ги гости? Да. Повелите. И вие што снимате? Повелите и за многу години нека ни е празникот Свети Спас. Немаме љубомора, да немаме завет. Сами дома, деца не са дома, у туѓина. Што се прави? Кој што има, тоа стави. Например? Например и месо, ако има ки си стави, ако нема ки си купи. Друго? Салатички нешто и тоа е. Кој што може, кој како има финанси. Па сега ако дојде човек, ако не друго сопче, оно најосновно. Правеше кој има кој да јаде или да го посетат. Иначе Спасовден е секојаш мрсно во четврток. Па месо обавезно се, што ми е мрсно сигурно. Па за секоја служба салати има, како нема. Без салати може. Тие што пијат ракичка треба да се замесат. Иако празникот се слави со векови, граѓаните велат дека начинот на прославувањето со текот на времето се менува. Ако некогаш Спасовден масовно се славел со многу гости и полни домови, денес се поретко се оди на гости. По пандемијата велат животните навики се промениле, па празникот најчесто се одбележува само со најблиските. Не сум се спремал, немам време. Спасовден? Не сме од таа генерација. Ама не сум од таа генерација, не одам по слави. Инаку празникот менува датум, но никогаш ден, и секогаш се празнува во ден четврток, на 6-та недела по Велик ден. Овој празник е еден од поголемите во годината и до овој празник граѓаните се поздравуваат со изреката Христос воскресна, навистина воскресна.